Околу 100 пациенти кои се лекуваат во специјализираната болница за нефрологија во Струга се жалат на недостиг на еритропоетинска терапија. Тие велат дека кај бубрежно болните тоа представува сериозен проблем кој води до тешка анемија и потешкоти во функционирањето на секојдневните активности. Лекот го немало од ноември 2025, а неговата замена се носела во мали количини и се давала селективно. Лекот го немаме како еритропоетин како рекормон од ноември 2025 година, а неговата замена Екралис ја немаме континуирано од март месец 2026 година, оваа година. Селективно донесени се од време на време мало залихи, ама не се даваат на сите пациенти, туку се даваат селективно на неколку пациенти одредени, што за нас значи отежнување во диализата, затоа што крвната слика ни паѓа, хемоглобинот, отежнато имаме секојдневно функционирање. Најмладиот пациент има 27, додека најстариот 94 години во струшка диализа. За надминување на овој проблем, пациентите и нивните семејства алармираат до сите надлежни да се набави лекот. Ние сме пациенти кои 4 пати неделно одат на диализа, 3 пати неделно по 4 часа одат на диализа и сме во ранлива категорија. Овие се неопходни работи што мора да ги имаме ние во институцијата. Ова покажува тотална негрижа. Кој е кривецот, не знам. Мора да се најде, мора да се набави лекот. Што останува следно да снема? Физиолошки раствор? Значи мора ова да се реши. Директорот Јетмир Зиба вели дека станува збор за поширок проблем. Тендерот навреме бил завршен, а добавувачот се уште го немал доставено лекот, иако од негова страна повремено добивале помали количини кои не биле доволни за потребите. За овој проблем навремено биле информирани фондот и Министерството за здравство. Инаку Заводот за нефрологија во Струга е регионален центар каде покрај пациенти од државава се лекуваат и од поширокиот регион, вклучувајќи ги Албанија и Косово. Нина Ритоновска, Сител телевизија.